Господине Дорч Готов, вие за прв пат доаѓате во Македонија, односно во Струмица. Кои се вашите први впечатоци и што е она кое што вие го очекувате од надпреварот? Ние сме многу срекни што сме овде на овој светски надпревар кој се одржува токму во вашиот град Струмица. Нашиот тим е презадоволен од се она што се случува овде. Имате прекрасен град, но и организацијата е на највисоко ниво. Вака, вие доаѓате од Монголија, земјата на многуте бои, на многуте животни, диви, но и питоми животни кои што ги одгледувате во фарма. Што е она кое што е карактеристично во вашата кујна, останува ли број 1 во вашата кујна приготвувањето на дивечот? Да, во право сте. Монголија има 3 милиони луѓе и над 50 милиони животни. Многу коњи, лами, биволи и нашата традиционална храна е месото, но конзумираме и многу млечни производи, сирење, кашкавал, јогурт и друго. Така и само едно подпрашање, дали тоа останува дека вие готвите исклучително само диво месо или пак можеби сте склонни на конзумирањето на храна одгледувана во фарма? Да, како што кажа, во Монголија има многу животни, но се сепак диви и ние навистина конзумираме месо од диви животни, кое ние го сметаме дека е далеку поздраво од оне кое се одгледува на фарма. Така како што кажавме и на почетокот, вие сте за прв пат овдека во Струмица, во Македонија. Колку луѓе дојдовте на надпреварот и што очекувате? Нашиот тим е составен од 6 члена. Има многу силна конкуренција, но ние се надеваме дека ќе се представиме во најдобро светло. Очекувате ли дека во Монголија ќе се вратите со нова награда, нова титула и со нов беч кој што на вашата земја ќе донесе високо достигнување, а воедно и во светската организација нова титула? Па како што кажав, готвачи и мастер шефови од 35 земји се на едно место, 300 учесници, меѓу кои ние 6 мината. Се надеваме, како и многу пати досега, дека ќе се вратиме дома побогати со награди, кои на Монголија ќе изначат многу во областа на гастрономијата. Така и на самиот крај би ве запрашала доколку ви се пружи можноста дали би дошле овдека во Македонија, односно во Струмица како туриста или пак можеби на некое следно надпреварување кое што ќе се организира во земјава. Ние секогаш сме подготвени за нови предизвици. Доколку ни се овозможи да дојдеме и друга година, сигурно дека ќе сме овде. Господине Дорч Готов, јас ви благодарам што одвоивте време. Се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика.